Во екот на председателската кампања, 7 кандидати се присутни на TikTok, во обид да им се доближат на помладите гласачи. Сите кандидати за председател имаат профили на TikTok. Повеќето се отворени неодамна и имаат различен степен на интеракција со публиката. Најстар профил има кандидатот на Европскиот фронт Бујар Османи. На TikTok е од јуни 2020 година. Активен е со видео уште како министер и има 13.500 следбеници. Тој е единствениот од 7 кој одговара на прашања поставени во коментарите. Mirë Mramëvić, sot not Bajrami, po mos ta ndërprej rendin tash. Përgjigjeve jetoni. Следна е кандидатката на ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска Давкова, со околу 5000 следбеници. Активна е на TikTok од јули 2020, кога се одржаа претходните парламентарни избори, а таа беше носителка на листата на ВМРО ДПМН во изборната единица 1. Забележително е дека помеѓу 12 јули 2020, односно 3 дена пред тогашните избори, па се до 17 декември 2023, таа нема објавено ниту едно видео на TikTok. Се активирала повторно во пресред на председателските избори. На профилот доминираат делови од нејзини говори. Малку по Силјановска Давкова, TikTok профил направил кандидатот на коалицијата Вреди, Арбен Таравари, во јануари 2021. Го следат околу 4000 корисници. Со видеата генерално им се обраќа на албанците во Северна Македонија. Актуелниот председател Стево Пендаровски, кој како кандидат поддржан од СДСМ трча за втор мандат, на TikTok е од август 2023 година. Го следат над 4000 корисници. Објавувал и председателски активности, но далеку е поактивен во тековната кампања. Кандидатот на коалицијата Храбро за Македонија, Стефчо Јакимовски, профил на TikTok отворил кон крајот на ноември минатата година, или 5 месеци пред почетокот на кампањата. Има 92 следачи и не е многу активен. Билјана Ванковска, кандидатка на Левица, на TikTok се појавува пред само 2 месеца, во февруари годинава, и од тогаш нередовно објавува видеа. Ја следат 150 корисници. И Максим Димитриевски, кој на изборите учествува со поддршка на неговата партија Знам, од февруари е на TikTok. Има само 20 следбеници. На скудниот профил објавил само едно видео со насловната фотографија. TikTok е најновата социјална мрежа на која се сетија политичарите. Веќе традиционално се присутни на Facebook, Instagram и YouTube. Обидот да допра до младите гласачи е очигледен, но дали има ефект? Каде ги дознавате програмите на кандидатите за председател? Па пошто не гледам вести преку социјални мрежи првично. А дали мислиш дека се добри, дека знаат да ги користат социјалните мрежи? Не. На TikTok да, не социјални мрежи исто има. Популарни се, сакате да кажете, знаат да користат или? Па не знаат толку да користат, само таму ние ги гледаме рекламите што ги објавуваат сега партиите. Дали мислиш дека треба повеќе да се поврзуваат со младите? Па да, претпоставам особено преку такви социјални мрежи кои што младите повеќе ги користат. Типичен пример е TikTok. Како ги дознавате програмите на кандидатите за председател? Преку телевизија, преку видеа на YouTube и преку општо искуство, бидејќи сум на факултет за меѓународни интеркултурни студии, политика. Така да, тоа не е некоја домашна. Па, обично ги прескокнувам само рекламите. Не ги гледам. Не обрнувам многу внимание. Мислам дека 30 години разочаран народ тешко ќе биде да го убедиш, ама тој што ќе биде прв со среќа да му. Според мене. Ние разговаравме со десетина, но Институтот за комуникацијски студии праша 350 млади на возраст од 18 до 29 години и доби потврда дека тие најмногу се информираат од социјалните медиуми. Прв извор има Instagram со 74%, потоа Facebook со 62%, на YouTube следат 45%, на TikTok 30%, додека на X или поранешно Twitter се информираат најмалку, 18% од младите испитаници. Тоа што е забележително е дека младите луѓе кога ги користат социјалните мрежи, тие главно пасивно ги конзумираат вестите, односно наидуваат на вестите додека прават други работи, а многу поретко самите активно ги бараат и ги проверуваат информациите. Видеото е се уште најефективна алатка и го држи вниманието само 7 секунди, кои се клучни за да се пренесе пораката. А тоа што се на социјалните мрежи не значи дека младите и не се љубопитни за политичките случувања. Истражувањето на ИКЗ покажало дека кај нив постои голема заинтересираност за јавните работи во државата.
Дури 65% кажале дека ги интересираат јавните работи, околу 40% кажале дека излегле да гласаат, а околу 17% дека повремено излегуваат да гласаат. Тоа значи дека постои потенцијал кој политичките актери треба да умеат да го искористат и освен предноста која што имаат дигиталните платформи или социјалните медиуми за полесен пристап до информациите, поголема разновидност на информации, поголема онлайн интеракција, сега треба да се има во предвид во кампањите да се интегрираат и физичките непосредни средби, јавни дискусии со млади луѓе, бидејќи на таков начин ќе се успее тие да се поттикнат на одредено однесување или пак да ги охрабрат да бидат повеќе граѓански и политички активни. Без разлика дали зборуваме за TikTok, Instagram, Facebook, YouTube или X, заедничко за сите е дека не е важно само да отворите профил. Џабе се профилите, ако содржините не се прилагодени за да го зграбчат вниманието на младите, тема на која се уште имаат зучење нашите политичари.